Еве не повторно на педиатриски муабети и се она кое што вие го баравте да го чуете. Вие знаете дека ако не 100%, барем 99% од темите кои што вие ги предложивте, ние ги разработуваме во минатите, но и во идните изданија на Звезди и приказни. И денеска расположена за разговор и за уште една тема е асистент педиатар доктор Весна Мисевска од клиниката за детски болести, која вие веќе многу добро ја познавате и знам дека многу и верувате на се она што таа ќе ви каже и таа ќе ве советува. Имаме тема за вакцината против грипот, која што сега повторно стана многу актуелна и секогаш во овие месеци од годината, кога навистина температурите одат под нулата, сите се некако исплашени дека може грипот да не нападне, па може да имаме потоа и компликации, но колку, доктор Весна, сето тоа е корисно или пожелно за малите деца? Вакцинацијата против грип и во нашата земја се повеќе зема замав и се повеќе луѓе се интересираат и бараат да бидат вакцинирани во оној период на сезона на вакцинирање против грип, кој што веќе започнува за кратко време. Меѓутоа, се уште кај нас не постојат правила, ниту пак закони за обврзност на вакцинирање со Таа не е во редовниот календар, меѓутоа ја има на располагање за сите оние кои што сакаат да се вакцинираат или на кои што ги е препорачано да бидат вакцинирани со оглед на нивната здравствена состојба или одредена возрастна група. Се препорачува да се вакцинираат деца и мали деца кои што имаат, да речеме, некоја хронична болест или имаат некое заболување заради кое што би требало спаѓаат во една посебна група, па би требало да се вакцинираат и заштитат и против грип. Исто како и постарите лица, препораката за вакцинирање на помлади лица, на бремени жени, иако, да речеме, кај конкретно ако зборуваме за малите бебиња, за децата до 1 година, не би се препорачала вакцина против грип, ако немаме некоја посебна индикација, бидејќи сепак тие во овој период до некаде се и природно заштитени од вирусни инфекции и некако компликациите од вирус, од инфлуенца, од грип, се некаде за една друга возрастна група, во која што спаѓаат младите адулти, младите возрастни и постарите возрастни групи. Вакцината против грип штити, но не штити против сите типови и соеви на вирусот на инфлуенца. Таа се изработува од неколку соеви, секоја година од неколку соеви кои биле најчести во претходната сезона. Што значи дека нема таа 100% да не заштити нас од било кој тип на грип. Па затоа и не можеме да кажеме дека ако се вакцинираме, никако нема да добиеме грип. Ете така, ова беше навистина корисна информација, особено последнава, значи постојат повеќе типови на грипот кои што вие можеби баш од тој тип и нема да сте вакцинирани, нема да ве заштити, но доколку сте подложни на вакци заболувања, тогаш сепак вакцинирајте се вие, вашите деца или оние кои што имаат некоја поголема осетливост во зимниот период од годината, кога се карактеристични на вистина овие појави, а знаат да одземат и недели, ако не и месеци, лежење во кревет и изолација од останатите. И не плашете се од грипот, бидејќи немаме причина да се плашиме кога за се имаме решение. Ние се гледаме повторно од оваа позиција, не со некоја следна тема, а сега ќе видиме што имаме во третиот дел од Звезди и приказни.